Изградба и продажба на станови, Трим и Лум. Раздвижени улици, преполни плажи, долги колони возила и илјадници туристи. Продолжениот илинденски празничен викенд традиционално го стави Охрид во центарот на туристичките случувања. Дел од посетителите за прв пат го откриваат градот, други повторно му се враќаат, но сите заминуваат со свој впечатоци. Да, прв пат сме во Македонија, многу е убаво. Пристигнавме вчера, но прекрасно си минуваме. Australian, but with Macedonian heritage. Јас сум од Австралија, но со македонско потекло. Татко ми е од Битола. Не сум бил тука 35 години. Навистина е прекрасно. It's nice. Ohrid's better than Bitola. Прв пат сум во Охрид, многу ми се допаѓа. Подобар ми е од Битола. Има убав ноќен живот, добро кафе и добра храна. Навистина е убаво. Czech Republic, yes. Доаѓаме од Чешка и ова ни е прва посета на Охрид. Многу ни се допаѓа. Прекрасни се историјата и езерото. And amazing, the history and the lake, oh, gorgeous. Well, we are coming from a very small village. It's like Доаѓаме од едно мало село. Баравме место кое не е преполно со туристи и каде што цените се попристапни, па затоа ја избравме Македонија. Дојдовме со автомобил, патувавме околу 1400 километри. I like it. Многу ми се допаѓа. Природата е прекрасна, времето, езерото, храната и луѓето. Се е одлично. I like it. It's beautiful. We've been here for 2 days, I think. Прекрасно е. Тука сме 2 дена и навистина уживаме. Најмногу ми се допаѓаат езерото и атмосферата во градот. Првиот впечаток што најчесто ги остава туристите без зборови е синилото и бисерната вода на Охридското езеро. Па секако најмногу ги импресионира големината на езерото. Првата слика кога ќе ја видат, не знам што си замислуваат, и првата слика кога ќе го видат езерото, колку е големо, неочекувано за нивните очи, како да речам, и сите го нарекуваат, па ова е како море. Не очекуваат дека е толку големо, слушнале, меѓутоа кога ќе го видат на лице место, тоа е нешто што стварно ги воодушевува. Туристите најчесто ја критикуваат инфраструктурата, пристапот до градот и дивите депонии. Оние кои што доаѓаат со возила, со автобус или со автомобил, прво се жалат на приодот кон градот. Знаеме во каква ситуација е се уште автопатот од Скопје до Охрид. Се жалат на квалитетот на хотелите. Значи има хотели кои што се декларираат со повеќе звезди кои што реално ги немаат тие звезди во Охрид. Според експертите, иднината на туристичката дестинација треба да се темели на квалитетот на понудата и економскиот ефект што го оставаат туристите. Мора да одиме кон унапредување на туристичката понуда. Јас би рекол, многу поважно е да ние не ги броиме туристите, туку да броиме потрошувачката. Туристите деновиве уживаат во убавините на Охрид, но нивните забелешки се потсетник дека секоја успешна туристичка сезона е можност да се подобри она што недостига. Австриецот Рикарто Гартнери годинава беше дел од коничкиот марш по повод Илинден во струшкото село Тешмаруништа. Облечен како комите рамо до рамо, со војводите и комитите, им оддаде почит на илинденците, покажувајќи дека споменот на Илинден ги поврзува луѓето без разлика од каде доаѓаат. Рикардо е од Австрија, но е оженет со Вивчанка, го научнил македонскиот јазик и не пропушта да биде дел од чествувањето на Денот на Републиката. Знаеме државен празник, голем празник од Македонија и да славиме овде. Лани ја бев овде и денеска јас сум кумивита. Повеќе пати сме во Македонија, ама на лето сека година во еден месец поседиме на одмор и жена ми е македонка, Вевчанка, и дома зборуваме македонски. И македонска песни слушнеме.
Во рамки на манифестацијата беше положено свежо цвеќе пред споменикот на двата Илиндена, а почит на загинатите борци им оддадоа бројни делегации. На свеченоста присуствуваше и председателот на владата Христијан Мицковски. За жителите на струшките села, кои во 1903 ја почувствувале суровоста на Илинденското востание, кога многу населени места биле запалени и разурнати. Илинден е светост. За нас Илинден е нешто свето и нешто најголемо во нашиот крај, затоа што Ташмаруништа го има даено најголемото нешто во ова место, во овие простори, затоа што цело село е запалено во 903-та. 27 востаници се загинати од ложани драслајца баш овде во ова црковно место, а другиот дел се жени и деца што се запалени во своите домови, што не успеале да избегаат. Едноставно на овој начин сакаме да им оддадеме достојна почит на предците што се бореле за слободата на Македонија, за денеска да имаме ние слободна држава, да можеме слободно да се движиме, да шетаме, да си имаме свое парче земја под ова небо. Струшко Ташмаруништа 75 години непрекинато го чува споменот на Илинден и загинатите илинденски востаници. Специјалистичка биохемиска лабораторија и ординација Сонце ви донесува метео. Во Охрид денеска имавме сончево и топло време со мала локална облачност. Максималната температура се искачи до 32 степени. Утре во Охрид сончево и многу топло со мала локална облачност, ке дува слаб до умерен променлив ветер. Утринската температура од 16 степени, а максималната дневна до 33 степени. Температурите во Македонија утре во интервал од минимални 10 степени до максимални 40 степени. Продолжува периодот на сончево и многу топло време со дневна температура која што во некои места и ќе надмине 40 степени. Од четврток до крајот на седмицата во попладневните часови ќе има услови за локален развој на нестабилна облачност со краткотраен пороен дожд и грмежи.